Дефинитивно добар дел од нас беа изложени на оптоварување на организмот прекумерно во изминатиот период. Тоа е традиционално, не е ништо ново, нити пак ќе успееме да го стопираме со ова или било која друга емисија. Меѓутоа, јас сметам дека луѓето имаат право да се опуштат и да се чувствуваат комфортно, макар за време на празниците. Сепак следи еден така наречен детокс период во кој што како стручни лица ние прво советуваме, не е лошо доколку сме претерували да направиме една темелна крвна слика, да видиме дали имаме штета на нашиот организам. Може би таа штета ќе биде преточена и преку некој килограм плюс на вагата. Од друга страна, значи тоа ќе ни помогне да констатираме дали можеби сме ги нарушиле нивоата на холестерол, триглицериди, па дури и шеќери во крвта, дури можеби и некои од ензимите на црниот дроб. Сето тоа се клучни параметри за нашето здравје. Од друга страна, она што е многу важно во овој период е малку да успориме од овој ритам, дефинитивно да припазиме на нивото на конзумација на алкохолни пијалоци и на никотин, ако сме претерувале и во тој аспект, да се започне со пред се една добра хидратација на организмот, с голем внес на вода, меѓутоа и на орални рехидратацијски соли кои што ќе помогнат организмот да се прочисти и да се филтрира, збогатено со соодветни витамини и минерали. Пред се дискутираме за витамин С, магнезиум, витамини од Б групата кои што ќе го забрзаат метаболизмот, јаболков оцет и така натака. Значи се тоа елементи кои што можат да ни помогнат да го зголемиме прочистувањето на нашиот организам, и при тоа е многу важно големите количини на течности на орални рехидратацијски соли и на витамини да ги внесуваме уште во раниот период. Што се вели одстанување некаде до 12 часот, тогаш моќта на детоксикација на нашиот организам е најголема и треба да ја искористиме.